благодарам председателке. Почитувани колеги, согласно Законот за даночно ослободување со цел реализирање на одлуката за склучување на анекс на договорот за концесија за промена на намената на дел од средствата, поднесен од група пратеници, ќе се изврши промена на намената на дел од средствата во конкретен износ од договорот за концесија склучен помеѓу Република Македонија како концедент и ТАВ Македонија како инвеститор и ТАВ Холдинг како референтен оператор. Имено согласно наведената одлука, конкретниот износ на средствата треба да се користи за изведба на проектот за реновирање и опремување на хируршки оперативен блок, одел за анестезија, реанимација и интензивна нега со сите пропратни помошни простори во 8 септември, Скопје, и проектот за подобрување на капацитетот за патници во терминалната зграда Свети Апостол Павле во Охрид. Имено предлог на законот има за цел на доследност во ослободувањето од данокот на додадена вредност со право на одбивка на претходниот данок за овој вид на проекти, односно Закон за даночно ослободување кој што е донесен во 2021 година за проектите предвидени со одлуката за склучување на анекс на договорот за концесија за промена на намената на дел од средствата, и согласно овој закон ќе се инвестира 14,7 милиони евра вкупно за реконструкција и реновирање на градската општа болница 8 септември и реконструкција на терминалната зграда на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид. Согласно тоа, ќе се овозможи онаа реконструкција на 8 септември, како што ја најави во градската општа болница, со што ќе се овозможи едни современи услови во кои што ќе работат македонските доктори, во кои што ќе може да оперираат во соодветни услови, и оние услови кои што денес се моментално присутни во истата зграда, во која што имавме состојба и на прокапани кровови и застарени лифтови, со реконструкција согласно овој закон кој што денеска треба да го усвоиме на комисијата, ќе се изврши исто така и реновирање на помошните простори во болницата на болницата 8 септември, со што всушност и докторите, но и пациентите ќе добијат посоодветни услови. Ова има за цел добивање на едно поквалитетно и посоодветен здравствен систем во Македонија, но исто така морам да ја напоменам и значајноста на оние 2,7 милиони евра кои што ќе се вложат на аеродромот во Охрид, со што всушност ќе се подобри и капацитетот за патници на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид, чии што средства ќе бидат особено наменети за подобрување на патничкиот капацитет, но и на сите оние помошни простори во кои што ја сочинуваат зградата на аеродромот во Охрид. Веќе гледаме значителен напредок по однос на овој транспорт, по однос на оваа инфраструктура. Веќе гледаме дека навистина се вложува Македонија да стане едно соодветно место во кое што ќе имаме соодветни услови и поголема достапност и авиолетови кон Македонија, но и од Македонија. Така што мислам дека Министерството за транспорт прави значителен исчекор во делот на подобрување и на туризмот, но со тоа и директно подобрување на самата економија на нашата држава. Пред 2 дена беше пуштен и првиот лет од Скопје до Париз, претходно беше летот од Охрид до Истанбул, така што ценам дека со ова, особено во делот на Охрид, ова има големо значење, бидејќи ќе се развива и таму туризмот, директно и сите економски оператори ќе бидат засегнати, со тоа и ќе развиваме и подобруваме економијата. Ценам дека треба да наидеме на консензус за поддршка на овој закон, бидејќи е од огромно значење за македонските граѓани и подобрувањето на животниот стандард на истите. Ова нека биде еден проект кој што ќе биде пример и понатаму да продолжиме да инвестираме во клучна здравствена и транспортна инфраструктура. Веќе гледаме голем исчекор и во странските директни инвестиции, со тоа што 2024 година заврши со над 1 милијарда евра, се вложува во општините, така што мислам дека во секој еден сегмент каде што можеме да направиме значително подобрување за животниот стандард и за економијата како клучен фактор за истото, мислам дека треба да наидеме на поддршка и заедно да работиме кон истото. Ви благодарам.